Јас сум Жанета Васич, добар ден на сите. Сега мала една ретроспектива да направиме. Во 2015 започна проект со соработка со Австриското Министерство за финансии и Австриска царина на донесување на новиот закон за акцизи. Во текот на соработката со нив видовме дека тие имаат сличен ваков пример, каде што земјоделците може да произведуваат и да продаваат на физички лица или во ресторани со многу понамалена акциза од онаа редовната што ја плаќат големите дестилерии. Потикнати од тоа искуство и согласно со тоа како и кај нас сме поднебие на овоштие, на грози и други овошја, и да се излезе во пресред на сите расположени за дополнителни приходи, меѓутоа во рамки на законските одредби што ги има. И ние го предложивме истиот на сличен начин, значи нивната пракса преточевме и во наши законски одредби. Во 2019 имавме неколку пати посети и бевме и овде во општина Кавадарци, во Неготино, Валандово, цел регион каде што има заинтересирани, и Кочани, Свети Николе беше опатено, за сите можни заинтересирани, за земјоделци и за мали дестилерии. Во меѓувреме се регистрира, точно некои се регистрирале со физичко лице, меѓутоа бидејќи ниту е предвидено правно, тоа со законски одредби, ниту па системот електронскиот каде што се постапува исто тоа не го поддржува, физички регистрираните лица не може да се активираат во таа дејност и затоа се пререгистрира како трговец поединец и така настапуваат и кај нас сега. Што е моментов? Од наша страна е доволно да има потврда за регистрирана земјоделска дејност. Ние не проверуваме дали му е тоа дополнителна или не дејност, дали ќе се регистрира како земјоделско стопанство на име на цело семејство или ќе се вика по негово лично име, ние тоа воопшто не навлегуваме во тоа. За нас е само доволно да има потврда на даночен број регистрирано земјоделско стопанство, регистрирана земјоделска дејност. Значи, ако има некои дополнителни проблеми, еве што рече колегата од друга институција во врска со таа дополнителна дејност, тогаш е тоа веќе во надлежност на Министерство за земјоделие, не е поврзано со Царинска управа и секторот за акцизи. Вижте тука во член 7 оно што сега ги тангира сите кај што вика дека лицата кои се во работа не се пензионери, а занимаваат со земјоделска дејност и собственици на земјоделско земјиште, не се вршители на земјоделска дејност во смисла на овој закон, што значи дека тие нече може да ги користат тие бенефиции и привилегии во смисла на тоа дека како мал индивидуален земјоделец може да регистрира производство на алкохолни пијалаци до 2,5 тона со онаа акциза што викаме 30 денара. Токму тука лежи зајако дечен во овој член и понатаму во член 19 кај што вика дека на физичко лице кое што е во работен однос или корисник на пензија, за да му се овозможи да биде регистриран, треба да се откаже или од пензија или од работен однос. А најголем дел од тука се оние што викаме сега или наследено и наследен имот или собствен имот кој што сака да се го продолжи да го работи и да ги искористи оние бенефиции и привилегии што се дава, да речеме во смисла на тоа дека до 2,5 тона ракија, ако се регистрира како индивидуален земјоделец, некако од поголем обем, него од помал обем со работна сила до 10 вработени со собствена површина, да може да ги произведе тие количини, да се оденочи, односно да се плати за тој дел 30 денари колку е сега по литар акциза, да може да се јави за продажба од прак или на кафани. И сега во делот на оно што го викаме на оденочувањето за перд со данок личен доход, како што господин Дино кажа, нели сега индивидуалните земјоделци кои што го предаваат грозито во винарски визби, нели таму и че имат рак, продал 15 тона грози по таа цена, исплачачот го плачи персоналниот данок, меѓутоа зошто да не се смисли тука некој модел, бидејќи малку потешко ќе оди таа сега евиденција на продажбата од прак, вече колку ќе продаде ракијата, на кој ќе ја продаде како, бидејќи нема врска да води сега тој делот на книги како и другите. Меѓутоа тука да се најде модул, речеме ако тој пријави во агенција дека ќе вари 10 тона ракија или не знам во количина грозје, да се искористи оно нормативно дел што беше нормирани трошци од 80%, да си плати на 20% персонален данок и да се биде чист. Че може тука да се најде некој модул или на основа на пријавената количина грозје која ќе ја вари за ракија. Се знае дека пријавената количина грозје ако не знам вреде 15 денари по кило,
нормирани трошкови са 80%, на 20% се плати персонален данък. Или на произведената ракия, тогаш да се найде нормативно колко участва трошкот, колко е била продажна цена, да може по-едноставно да се плати персонален данък, бидејќи знаеме дека на секоја заработка се плачи персонален данък. Меѓутоа, тој сега бидејќи нема врска да води такви сметководствени книги, да се тоа и потешко тоа се утврдува, се докажува, значи може да се искористи моделот како што се плаче при откупот на грозје во регистрирана винарија, или да биде при пријавувањето колку грози ќе варам во ракија или колку ракија ќе стварам, да паушално нормирано се односи со данок на личен доход, се плати акциза си да може тој слободно да си го продаде неговиот производ од прак или во прва рака, да во ресторани, во кафани. Така да тука иначе другото оно прилично јасно сега, дури тука е кажано дека ако тој надмине над 2,5 тона алкохол, тогаш подлежи на другата категорија мали производители, мали дестилери и се доплаќа акцизата 50% или мали дестилери се 50% од големите 3,4 денари по степен, овие се напола, значи ако тој пријави 2,5 тона, произведе 5 тона, 3 тона, на разлика тој се доплаќа акциза по стапка која што важи за малите производители, мали дестилери, односно 50%. Така да тука треба да гледаме да најдеме начин некој како да тоа и во нормативите, во овие правилниците, во законот, во член 7, да се овозможи таа дополнителна дейност, бидејќи сега и дивно колегата сега дали треба да се откаже тој како производител на ракија после 20-30 години и некој да се откаже од пензијата. Целта е буквално сега не се пробно оние 2, 3 или 5% кои што се веќе регулирани, меѓутоа оние 90% кои што остануваат и кои што на некој начин и го решават проблемите со грозје и со откуп и на некој начин производат некои традиционални производи кои што сакаме да се стават тие во некоја рамка и да се тоа биде и со квалитет и да биде законски. И секоја држава ќе има повеќе чар така отколку сега. Ја една моја вака чисто седно искуство пред 10-15 години бев во една посета во Грција, тука во нашиот дел Лерин Костов, по тие селата, прашуваме како се решава проблемот со акциза кај. И во тоа време наш некој интересен модел вика, прво нема диви казани печење, иначе во нерегистриран казан. Вика, во оваа село има 15 казани. И секој си пријавува, вика, не знам, господин Динов ќе пече 15 казани ракија на таа и таа дата. Акцизата се плаќа на основа на таа евиденција која што беше пријавена, тогаш беа 20.000 ракми, што беше символично, пример, не знам кога сега 230 денари по казан. Меѓутоа, на основа на печењето во регистриран казан, со потврда, дадена акцизна дозвола, платен некој минимален паушал, минимална акциза, и вика дали сакаш натаму да ја продаваш, да ја пиеш, да ја фрлиш, тоа е твое. Меѓутоа, овој нашиот таков модел, кај што сите се опфатени, меѓутоа нема на диво печење. Во регистрирани казани, кај да се може би тоа е потешко да се спроведе, меѓутоа мора да најдеме некој начин да го олесниме, во смисла да што повеќе луѓе се станат легални да речеме на тој пазар, да малку досега знам дека државата замижуваш со едно око, решавајќи социјала, не знам, грозје има, нема, откуп, потешко оди и мижеше со едно око, да речеме, а сите сме сведоци дека секојдневно се продава и во големи количини од таа ракија се продава и тоа зошто да не повеќе сметка че има и чар че има државата, ако се најде начин да тие ги стави во некој канал, во некој ред. Бензинска пумпа ДМД Оил.